Пожарите во околината на Скопје го обвија главниот град во густ чад и непријатна мирисба. Граѓаните од предпладнето се жалат на чадот, кој што е раширен буквално во сите населбини Скопје. Во центарот на градот е Афродита Рамос, па Афродита, да чуеме дали се знае на што точно се должи ваквата состојба во главниот град. Така, Борче, не се наоѓаме во центарот на градот, се наоѓаме во близина на планината Китка, каде што има активен пожар, но за почеток да напоменеме дека главниот град во моментот се наоѓа на неславното 10-то место по загаденост во светот, откако густ чад го покри Скопје, а непријатна мирисба се чувствува се уште и низ градските улици. Се надевам дека веќе можете да ги видите снимките на кои се забележува како за само кратко време од неколку часа Скопје се полни со чад, а имено според последните информации од Центарот за управување со кризи, зачаденоста на градот настанала токму поради пожарот кој го гледате зад мене, односно неколку села на планината Китка, во близина на селата гори шума, но исто така активни пожари има и во општина Зелениково и во општина Студеничани. Како што појаснуваат од Центарот за управување со кризи, значи тоа е нивната последна информација досега, врз овој пожар действувал и хеликоптер на МВР, но ветрот за жал сепак го носи чадот во правец на главниот град. Исто така успеавме да направиме и една кратка анкета низ градските улици, каде што ги запрашавме граѓаните од кога почнале да го чувствуваат непријатниот мирис, а тие сепак се пожалија дека ваква мирисба има уште од вчера вечер, односно вечерните часови. Претпоставуваат дека е поради околните пожари кои се наоѓаат во неколку општини околу главниот град, па предлагам тука да ги слушнеме и нивните изјави. Навечер. Навечер? Уште навечер почна? Навечер. А ви смета вас надишењето? Нормално дека смета. Па има, да. А ви смета надишењето? Имате проблем? Смета помал се нормално. Чувствувате ли чадот? Чувствува, да. Афродита, генерално во моментов во Македонија има активни неколку пожари. Каде се има жаришта и каде впрочем најкритично низ земјава? Да, Борче, само да дополнам дека се уште не видовме граѓани да се движат со маски по улиците, но како што можевте да ги слушнете и нивните искуства, сепак непријатната мирисба се уште е присутна по градот. Во однос на твоето прашање, Борче, како што информираат од Центарот за управување со кризи, низ државата моментално има 5 активни пожари. Значи, ова е последната информација која што е дадена до 13 часот. Еден од пожарите е под контрола, а 8 се изгаснати. Критично во моментов низ државата, каде што има активни пожари, освен овие во општина Зелениково и Студеничани кои што ги напоменав, има и во општина Македонски Брод, каде што гори ниска вегетација и нискостеблешта шума во близина на неколку села. Исто така во општина Илинден има еден активен пожар, каде што гори ниска вегетација, и во општина Сарај гори шума. Тука предлагам да ја слушнеме изјавата од директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов околу тоа како моментално противпожарните сили се справуваат со огнените стихии. Во овој момент имаме најмалку 5 активни пожари. Најтежок, најкомплексен за гасење е пожарот кој што сега гори на планината Китка, пожар кој што во неколку наврати го стававме под целосна контрола, пожар кој што во неколку наврати и целосно беше изгаснат. Пожар на кој што пред 3 дена му го зададовме конечниот удар, затоа што еден цел ден немаше ниту трак од горење. За жал, некои злобници, луѓе кои што од користолюбие или од осветнички мотиви упорно го палат и повторно подметнаат долга линија која што беше невозможно да се изгаси брзо. Затоа апелирам до локалното население да внимават на некои луѓе кои што се наоѓаат помеѓу нив, бидејќи имаме индиции дека потпалувачите се токму од тој регион. И порачува на запалувачите дека сите државни служби работат на откривање на нивниот идентитет и порано или подоцна ќе бидат изнесени пред лицето на правдата.
Така, Борче, ова се последните информации за борбата со огнените стихии на различни локации низ државава. Екипата на Канал 5 секако останува на терен, ја следи состојбата, а и сме во постојана комуникација со надлежните. Повеќе информации за тоа како се одвива борбата со пламените јазици најавуваме во вестите во 18 часот. Студио. Така е, ти благодарам. Афродита Рамос беше тоа, во живо од околината на Скопје, околу загаденоста на воздухот во главниот град и генерално состојбата со пожарите.